Почитувани, добар ден. Време е да го проследиме најновото издание постпразнично на Црвена линија. А во оваа среда и за што ќе говориме денес со вас? За некого добра, за некого лоша, но 2024 година факт е си помина. За нас во Црвена линија беше успешна, секој нов работен ден беше со нова тема. Поставивме многу теми, го слушнавме вашиот глас, а дури имавме и шанса да направиме импакт врз нештата кои што ги засегаат граѓаните, односно да предизвикаме промена. Ќе ви дадеме и неколку примери, а вие слободно надополнете. Настани, кои што ги покривме, Отворен Балкан, измени на изборниот законник, потоа 10 дена хируршките сали под клуч, дуи во опозиција, балансерот во историја, новата антикорупцијска комисија со дипломатски пасоши и нови возила. Акцијата помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме. Тоа е само дел од низата теми кои што ги обработивме заедно со вас, а она што денес сакаме да ве прашаме според вас, кој настан ја одбележа минатата 2024 година. Она што е важно, секако ќе ве подсетиме дека ова прашање, покрај тоа што ќе го одговарате во живо, верувам и ќе ве има во огромен број во ова денешно издание, со вртење на добро познатиот број 02307005. Не заборавајте секако да не заследите на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм стори. Секако и тука има едно прашање до сите вас, затоа заследете не. Прашуваме дали 2024 година за вас беше добра под А или пак под Б лоша. Еве како изгледаме таму, се разбира, ќе кликнете на вашиот одговор, ако е добра е на ова поле, а ако била лоша, тогаш е на ова поле, ќе сумираме во проценти и некаде конкретно ова издание секако ќе ги соопштиме резултатите во проценти. Неминовно е секако и да ве подсетам дека за учество во Црвена линија, доколку не успеете да се вклучите во живо, се разбира во ова денешно издание, сето тоа можете да го сторите и преку коментари и споделувања. Нашиот профил е Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно Црвена линија ги објавува темите за кои што дискутира со вас. Така да, со секоја можност во текот на ова издание ќе прочитаме и дел токму од тие одговори, односно од тие коментари. Но најдраго ќе ни биде секако и оваа денешна емисија да креираме заедно со вас, па и ве наброивме нас кои настани ни оставија впечаток кој што ги обработивме со вас, но верувам дека и за вас постои настан по кој што апсолутно ќе паметите изминатата 2024 година. Ние сме подготвени, верувам дека сте и вие, а се разбира за оние кои што за прв пат ќе се стават пред предизвик и ќе ни биде многу драго, мора да признам, да се вклучите во контактна емисија како што е Црвена линија. Од технички аспект ве замолувам, веднаш што ве преземат од режија, намалете го целосно тонот на телевизорот. Добро вечер или добар ден, подобро да речем? Па и добро вечер и добар ден. Среќни празници пред се, да сте ми здрави и живи во новата година и секако еве кој настан ќе го извоите по кој што ќе ја паметите изминатата година? Настан? Да. Бркотници во државата. Било што да се донасе не важи. Било што да се превземи неуспешно. Било што да се размисли нешто, нема ефикасност. Тие настани се нон-стоп. Го фаќаат за да го притворат, него го нема. Овај украл, укажале бегај ќе те фатиме. Тоа бркотница е се. Ти ако сакаш некого да спречиш да направиш, ќе си ќутиш, ќе го фатиш, после ќе објавиш. Овие прво ќе објават, од таа поголема бркотница нема, кого патија? Сега за бркотницава за Груби. Груби е кај тие двајца што се од Смилковско езеро што се шетат, низ Косово слободно, он со нив е другар си шетат тамо и никому ништо. Косовариве е црна дупка. Кој како ќе направи Белене коди тамо, слободно ќе се живее, ќе се шета и така натака. Светот то го знае и го поздравува дури Америка, па дури и Бонстил, НАТО и КВОР, и тие го поддржуваат тоа. Таа си е дупка за таквите луѓе. Морам да ве прашам и ова, вам лично, дали 2024 ви беше добра или лоша година?
50-50. Ни многу добра, ни многу лоша. Некоја средина се движеше, но, како да речем, изгуравне некако. Верувам дека 2025 ќе биде апсолутно година која што ќе ја одбележите со многу моменти за паметење, и тоа радосни, берикетни, и пред се ќе ви посакам уште еднаш многу здравје и среќа во новата. Благодарам за тоа што бевте прв и со вас ја почнуваме оваа дискусија. Добар ден. Добар ден. Секое добро и вам, да сте ми здрави и живи во новата, па еве кој настан ќе го издвоите од изминатата година кој што ќе ви остане во сеќавање. Ало. Ве слушаме? Така. Прво да ви го честитам раѓањето Христово. Вистина се роди, да ви посакам здравје и берекет, а еве кој настан ќе го издвоите од изминатата година кој што според вас и ја одбележа 2024? Само корупцијата. Корупцијата на политичарите. Тие не мислеа за народот, само за ними. Само за крадење и мамење. Тоа е политика. Политика значи мамење и крадење. Затоа од политикара, за да не се работат, кој види лајро да работа? Вака ќе си крадет, ќе си седет и готово. Што му треби да работа? Кој види лајро да работа? Никој. А јас во животот никогаш не сум украл ништо. А дали еве 2024 година беше добра или лоша година за вас? Полоша беше. Сега нови политичари ми се чини подобри ќе бидиме. А вам лично каква ви беше? Сега тоа знам ја и имен, имена и се. Добро. Јас сум македонец, не сум северџан. Македонец се роди и македонец ќе умрам. А друга, не мразам народ од друга националност, само овде е Македонија. Благодарам многу и за вашите одговори и учество. Секако нема да изоставам да ви посакам се најдобро да ви донесе новата 2025 година. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Како си поминавме за празниците? Дали се слушаме? Стандардно. Стандардно. Добро. Кој настан би го издвоиле, еве, што не можете да го заборавите од 2024? Па, нема нешто си така почетно. Многу слабо ве слушам, зошто е тоа така, не знам, ајде подис... Патешествија, значи што си патувам. Ме разбирате? Добро. И тогаш доживувам некои такви интересни моменти, да речам, мини авантурички, че кога излезам надвор од држава. Енако, задоволен сум ја на личен план од минатата година. Се надевам дека на личен план и оваа година ќе ми биде добра, затоа што си го организирам животот ја како што мислам, како што треба. Има некои остатки, ама не се страшни. Иначе на ниво на држава, катастрофа беше лани, ама оваа година ќе биде дан бетер. Со овие на власт ќе биде катанга. Ќе видат луѓе како изгледа диктатура у 26, како беше 26 позиви, како беше да филм имаше порано со Фрањо Ласич. Окупација у 26 позиви. Така беше нешто. Само трпение и ќе осетат. Ќе видиме колку навивашки ќе се однесуваат кон оваа власт, сега што владе со државата. Иначе нека бидат среќни од ласката за нив беше. Благодарам многу, драго ми е што слушаме дека на личен план ви била исклучително добра 2024, што значи во 2025 година целосно да ви биде уште подобра. Тоа е она што ви посакуваме и секако да останете дел од црвена линија и во новата година. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секое добро вам да ви донесе новата година, да сте ми здрави и живи и секако да биде берикетна. Настан кој што не можете да го заборавите од 2024 година. Кој е тој? Настан од 2024 година? Да. Па,
промена на кривичниот законник, подпомогнат со ВМРО ДПМН, што ги амнестира ајдуците. Внимавајте на зборовите, само да не се навредливи, ве молам. Па како да речам, апаши, како да речем. Знаете како може да се каже без да се користат навредливи зборови. Продолжете. Има многу настани. Секоја година исти настани се тоа. Криминалците се криминалци, поштените луѓе не можат да дојдат до израз и тоа е. Ќе бидам толку краток, ќе бидам. Не, туку сакам да ни откриете и на лично поле дали за вас беше 2024 добра или лоша година. 2024 дали е за мене? Да. Па иста како и секоја година. Иста, нема промена ништо. Дали сте оптимист дека барем за државата, па и на вам на лично поле новата година ќе донесе подобри нешта? Ништо нема да донесе. Може само бетар да донесе. Ништо. Бидете поздравени. Бидете поздравени, но јас секако ќе си дозволам да ви посакам, иако сметате и не сте оптимист, јас ќе бидам оптимистична за вас и ќе ви посакам навистина да ви донесам многу пријатни изненадувања 2025 година и многу радост пред се. Добро вечер. Поштовање, госпожа. Срекни празници. Поздрав до вашата екипа, срекни празници. Благодарам многу. Господ здраве да дава, да си дочекаме и другите празници. Што да кажеме за темата? Па ова 33-34 години исти теми, исти муабети, што да се каже. А настан што одбележува ова безкуртуазија, чисто го кажам, ми е криво што македонскиот народ од година на година све посиромашен и посиромашен, а од друга страна криминалот цвета и цвета, никако да се стави крај на тоа. Верувајте ми, наискрено го кажам, не само така еве да ме слушне некој како мајка Тереза да зборам. Ми е криво, зашто? Една мора правна држава да се направи ова наша Македонија. Сум го рекол, жртва да бидеме нашата генерација, сум 65 годишен, за моите деца и за моите внуци. Мора да владе правото. Без правна држава ништо не правиме. А дали сте оптимисти дека ќе има промена? Тешко, затоа спомнам, не сум оптимист, затоа што многу корумпирана држава стана, во сите сегменти е навлезено корупцијата, митото. Тоа тешко години треба да некој да ги искорени. А јас пак ќе речам ставот некој ќе ме чуе. На личен план дали ви беше вам? И така. Лани, отидов во пензија, пензионер сум и време има да се јавам, да галамам, а реков јас, само словенци 10 години терти под... Благодарам многу и драго ни еве што ни откривте дека токму ќе ја паметите 2024 година на лично поле по тоа што ви започна пензиските денови. Пензијата секако знае да донесе и многу благодет, имате повеќе време, верувам, да ги правите сите оние нешта за кои што се немало време додека се работело. А лично ќе ви посакам се најубаво, па еве и за она што сте песимист во однос на случувањата во земјава, да годината пријатно не изненади, па да станеме оптимисти во секоја поле. Добро вечер или добар ден се уште. Добар ден, Тина. Срекни празници вам, да ви посакам многу здравје и се најубаво. Христос се роди. Вистина се роди. За многу години да ни поможи Господ по сите полиња, да бидеме среќни, весели, здрави, живи. По кој настан ќе паметиме еве за вас? Така, јас сум во години, човек да ви кажам искрено, ние се осамосталена држава 30 и неколку години. Верувајте, никако подобрување нема, сем кражба на големо. Значи, кражба не видена, жал за народ никаков, здравството хаос, младите си бегат, школите празни, градинките празни. И што да фалиме? Кого да го фалиме? Нема морикерко фалење, ништо. Јас кај што живам,
Имаше 30 дечина и неколку момичина, играа кошарка, бе да ти е кеф да слушаш. Сега керкосите избегаја. Немат во малата кај што живам јас, само можеш да видиш галеби, кај што берет по џубрето јадет и куќина. Ништо, сиот младеж за жал избега. Да ви кажам, да не зборувам разочарувачки, не гледам добра иднина за нас. Благодарам многу и вам за учеството и одговорите. Јас секако ќе надополнам дека колку и да не гледате добрина, јас навистина посакувам секој од нас секако за темите за кои што зборуваме да бидат теми на кои што ќе се гордееме како граѓани. Во продолжение, како што најавив, меѓу јавувањата ќе читаме и дел од коментарите. Продолжете да коментирате и споделувате на Facebook Црвена линија и секако темата е објавена и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Ќе почнеме со коментарот на Лазар Станоевски, кој што напишал: во Македонија дојде до комплетна промена на власта со ВМРО ДПМН, која ја презеде одговорноста за управување со земјата. Очекувам подобрување на економската состојба и странски инвестиции. А по кој настан ќе ја паметите вие лично изминатата 2024 година и секако да ни откриете еве на лично поле дали за вас беше добра или пак лоша година, или можеби и добра и лоша, како што рекоа дел од гледачите. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Ви посакувам се најдобро и секако многу здравје и среќа и берекет во новата година. И ние на вас. Благодарам многу. Па по кој настан еве во државава ќе ја паметите изминатата година? Па што вам слушам многу коментари и сето ова прв се јавувам сега. И Па, мислам многу дека... ми е драго, верувам во новата нема да биде и последен пат, ќе ве слушаме почесто. Па можда, али вака. Слушам многу коментари, само пензионери во ова држава мислам дека има и многу паметни луѓе кои многу паметуваат, ама никаде ги нема да тоа да го помогнат на државава или на овие во владава што се. Пошто ја не сум партиски и не ме интересираат партиските работи, затоа што јашио мурто, јашио курта, да извинете вака на изрезот, само се критикуваат дека сите краделе, сите плячкале, ништо не оставиле, а сите трчат и барат да бидат во власт. Ја не знам зашто, ако веќе некој украле направиле што направиле, нели овие што дојдоа треба да направиме да биде поубаво, а не да се жалиме дека ни оставиле хаос. И мислам дека во ова држава само пензионерите се јавуваат и многу паметни пензионери има кои мислам дека нема што да прават, па само да си дапат. Да не ги навредуваме гледачите, драго ни е што се јавивте лично, еве дали ви беше добра или лоша година вам лично. Не ги навредувам, него само пензионерите ви се јавуваат. Па не е секогаш така. Па мислам дека пошто ја бе пратам, секогаш бе пратам. Па драго, вие пензионирали сте. Црвена линија и на круг бе пратам, сето тоа. Не можеме да сугерираме кој ќе се јави, но не е секогаш така дека и пензионерите само се јавуваат. Може би имате таков печаток, но секако и пензионерите, и младите, и оние кои што се и многу помлади, секако знаат дека се граѓани на оваа земја. А темите и настаните кои што ги обработува Црвена линија, како што и во секоја сезона наназад, се исклучително актуелни, а верувајте се случуваат и промени. Понекогаш имате впечаток дека оние кои што треба да влијат врз промените, односно да ги направат, не регистрираат, не ве слушаат, односно не ги слушаат граѓаните кои се нивните барања, но Црвена линија секако има примери каде што и такако се случила промена. Јас уште еднаш ќе потсетам еве настани кои што ја одбележаа Црвена линија во изминатата година се темите како што беа темата за Отворен Балкан, измени на изборниот законник, потоа 10 дена хируршки сали под клуч, потоа дуи во опозиција, балансерот во историја, новата антикорупцијска комисија со дипломатски пасоши и нови возила, како и акцијата
помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме. Денешната тема е практично вие како граѓани давате осврт кој настан не можете да го заборавите, а се случил во 2024 година. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, да сте ми здрави и живи. Се слушаме, така? Да. Нека ви се среќни празниците, кој Благодарам како ги многу. слави. Само субаво да ви се враќа. Амин. Значи, вака, во однос на темава, ќе кажам општо, значи, добри и лоши настани во минатата година. Имаше и такви, повеќе лоши него добри, за мене лично и на приватен и општествен план. Меѓутоа, сепак помина, ја преживеавме и живееме со надеж дека идната ќе биде подобра. Многумина ќе ги изненади ја што ќе издвојам како посебен настан, што сега е актуелен, ама не е од денес. Загадениот воздух. Една од главните проблеми на оваа држава, посебно на Скопје. Знаете ли дека во јули, во среде лето, воздухот над Скопје беше 40 до 50 микрограма на метар кубен? Максимална горна граница. Ама тогаш воздухот иде нагоре и не се враќа. А во овој период зимски се вика инверзија. Значи тој што дента ќе се качи, ноќта се враќа и затоа е петоструко поголем. И сега слушам мерки. Се извинувам. Нека извини кој ја ги пишува мерките. Прво почнува со дрвата. Аман бре, луѓе бре. Па Машински и технолошко-металуршки факултет се еден до друго. Таму се обработуваат тие теми, тие знаат од кои горива се ствараат пием честички. Па прашајте, па има студија, бре. Немало индустријски објекти, не може да се утврди кои се индустријските објекти. Извинете, ама тоа е срамота, па има студија. Благодарам многу и вам за одговорите. Ете, гледачот го издвои загадувањето по кое што особено главниот град и повеќе градови нели низ земјава котираат високо на светските топ листи, ама во однос на аерозагадувањето. Најверојатно се уште и во овој момент овој настан, оваа тема за која што сме дискутирале во изминатата година во Црвена линија се уште е актуелна, а мора да признаеме како граѓани ја чувствуваме всушност тегобноста да се нема чист воздух. Добро, продолжуваме понатаму. Ево уште еден од коментарите. Продолжете со коментирање и споделување на Facebook. Подсетувам, профилот е Црвена линија. Ајет Меди Амети го напишал следното. Како ќе го земаш балансирот, добра беше за албанци и македонци, секаде се вработуваа, секаде се унапредуваа, јубилеи зема и така натаму. А за ромите лоша беше, се мисли на годината, во никоја државна установа ни еден ром не доби унапредување, ниту државна работа. Заклучок, оваа држава е само за албанци и македонци. Тоа е. Ајде да видиме останатите гледачи во живо во Црвена линија, кој настан ќе го издвојат како незаборавен од изминатата 2024. Добро вечер. Добро вечер, во линија сум. Да, на Црвена линија сте, да сте ми здрави и живи, среќни празници. И на вас исто така, овде Ајановски Ташо. Голем поздрав до вас, господине Сашо. Кој настан не можете да го заборавите од изминатата 2024? Не можам да го заборавам професорот и професорката, кога професорката го победи професорот на председателските избори. А Димитар Ковачевски, кога излезе кога правеа кампања, он на која мислеше победа фудбалски клуб од Прилеп или да победат на председателските избори. После му честитам на Панче Тошковски кој што ги откри сите мистерии, убиства, кражби и све натаму во Скопската околија. Овој, да речеме, Артан Груби, што вика чист сум ко солза, не е чист ко солза, тој е прљав ко солза. И така да друго... На личен план, еве, на личен како план. викате анкетата. Господине Сашо, на личен план, дали ви беше добра или лоша година? Најдобра година. Секоја година ми е убава. Кој да биде, убава ми е. Да сме живи, здрави, весели, тоа е најбитно.
Така е. да се милуваме, али кога ќе бидат избори или друго нешто, кој ќе биде изгубен, да честита на победникот на изгубениот и така да се сплотат. Благодарам многу и вам за учеството, господине Сашо. Останете со нас, продолжуваме со вклучување на гледачи, па ајде малку еве да ја променим, да го измениме впечатокот дека во црвена линија се јавуваат исклучиво пензионери. Сега кои младите не гледаат, но ете најверојатно навикате кај возрастната публика да учествува активно, да делува, што и ве охрабрувам вас помладите сега кои сте апсолутно добре дојдени, бидејќи верувам дека и оние кои што се помлади генерации има настани кои што не можат да ги заборават, а секако има и настани на кои што сакаат да делуваат и секако да кажат кој е нивното мислење. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Секако да ви посакам се најубаво, многу здравје. Поздрав од Охрид, да сте ме живи и здрави. Господ се роди. Вистина се роди, па и ве кој настане можете да го изумите. Сега ќе го кажам моето размислување. За мене најинтересен настан е давањето кредити на општините кои што никогаш нема да се вратат, бидејќи сите општини со исклучок 3-4 се позитивни, останатите сите се во була и нема шанса да ги вратат. Меѓутоа, ќе беше најпаметно тие средства, пошто ќе ги враќаат граѓаните, поарно ќе беше со ваучери да му ги дадат на граѓаните, да не измислуваат кошнички, со тие ваучери да одеат да купуваат, тогаш немаше цените да ги качуваат до таван, него ќе се бореа да ги привлечат со пониски цени граѓаните да купуваат во нивните маркети. Ама на овој начин само фактички добивне повисоки цени, посиромашни станавме и од кошничката, ама се растори цела, нема ништо. Сега, ако сакаме да преживееме, сакале или не, треба да се вратиме кон земјоделието. Земјата, да му се даде налог, секој кој ја има, а не ја работи. Значи, да се одземе во најмалку за 30 години, да биде ослободен од даноци, собствеността да не ја губи, а да се даде на оној кој што сака да работи, може да работи и да привредува и да имаме ефтина, квалитетна храна, домашна храна. Тоа ќе биде најдоброто решение, најквалитетното решение. Ако сакаат да... Благодарам многу за јавувањето. Ќе потсетам дека во новата година секако ќе важи и она правило да се внимава на тајмерот, 90 секунди е време трењето. Оние кои што редовно учествуваат во црвена линија го знаат тоа, но еве и потсетувам, доколку сакате нешто плюс да кажете, секако завртете го повторно нашиот број за нови 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Ви посакувам пред се многу здравје и многу бавени да ви донесе оваа нова година. Хвала Ристос се роди. Кој настан еве ја одбележа според вас изминатата година? Изминатата година барем се просветат до Германија, до Шведска, тоа нема да заборав. А тоа на лично поле, така, добро? Значи убава година. Сега, за другото. Многу се радувам што е сменавме власта, тоа ми го одбележа, и многу сум благодарен дека сменувајќи ја власта, одма го вративме името, одма све променавме, одма нема луѓе што ни бегаат преку граница, све е под контрола. Тоа многу ме радува, затоа што ова е нешто успех. Затоа кажувам секогаш, за нешто да тргне напред, нови луѓе кои не се инволвирани во ништо, млади деца, за да можат да судат и да пресудуваат. Вака ништо не правиме. Ние уште 2001 година изгубивме Македонија, кога не се здруживме како партии македонски. Толку поздрав. Благодарам многу и вам за учеството и секако за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Ви посакуваме пред се како редакција да сте ни здрави и живи и да ви донесе многу радости оваа нова година. Истото ви го возвраќаме. Благодарам. А настан кој што ќе остане во вашето сеќавање од изминатава година?
Уште оваа година мислам дека беше една од најтешките години. Народот беше подложен на големи неправди, а тоа не е од сиромашијата, туку од неправдата од страна на судиите, обвинителите и вештаците. Како што сакаат, така се нарекуваат. Им е дадена многу голема власт. Како тие се заштитени како мечката. Викаат на човекот дека е убил. Порно мечка да утепаш, по-голема казна че платаш него ли човекот него е сапа за ништо. Му следа затвор до 2 години. Што да кажеме? Од лошо најлошо да судиите. Одма да ги нема. Од здрав те прават нездрав. Се заплашуваат. Сиот народ го оставија на крајот од нервите. Сите луѓе ги оболија. Кој има пари за него има, кој има права, пари за него има правда, иако е крив. А кој нема, завршува во лудница. Колку и да збориме, се е уздало. Само одговорите ми на лично поле, еве ви беше добра или лоша година? На лично поле е една од најтешките години. Дури од судијата бевме подложени на суд од мојата фамилија за глупости, за лажни обвиненија. И не знам што се случи, ама ќе одам до крај. А ние секако ќе ви посакаме уште еднаш ова нова 2025 година да ви донесе и мир, и сплотување и секако разрешување на сите проблеми и тегобности со кои што сте се соочувале во изминатата и секако да ви биде година која што ќе пометите по најубави нешта. Благодарам и вам за одговорите во Црвена линија. Ајде уште не еден коментар од Црвена линија, таму и можам уште еднаш да ве потсетам дека ќе читаме дел од коментарите, коментирајте и споделувајте, вака изгледаме секогаш низ фотографија, анимација и на Facebook прашуваме според вас кои настани одбележа минатата година во Македонија. Лили Зарковска Шоповска напишала: имаше и убави моменти и лоши, но во глобала беше добра. И ова нека е приближно така, би била задоволна, среќна. Среќно, господја Лили, благодарам за пишувањето коментар, за активното учество во оваа тема. Ви посакуваме секако да ви биде уште подобра новава 2025 година. Еве според вас кои настани одбележа минатата година во Македонија? Добро вечер. Христос се роди. Вистина се роди. Многу здравје, среќа и береке да ви донесе. Слава на Бога. Како е волја Божја, така или па што би рекле, што сееме, то ќе жнееме. Ако сееме песимизам, очкај, не бидува, готови сме, пропаднавме, сите си заминаја, од такви што очекуваш. Господа ни премиер во рајот да не стави, пекол ќе го направиме. Значи, од песимизам. А еве кој настан за вас си одбележа во Македонија? За мене најубав настан е Великден, секоја година, нели? За секој човек крстен, православен, најубав настан е Великден. И се втор настан, така да кажам, за нас како македонци, беше, нели, бе изборите, нели, со кои на избори овој народ во огромно мнозинство ја порази таа, нели, нелегитимна антимакедонска криминална власт и добивме еден врвен интелектуалец и човек со карактер и македонска достојна, Гордана Силјановска и Мицковски. А на лично поле, господине Тале, како ќе ја паметите? На лично поле, како добро или лошо? Внук оженив од сестра, така ви кажам. Па тоа навистина е убав настан по кој што ќе си паметите. Да, сега така, јас велам пак уште еднаш, сполај му на Бога, јас велам како луѓе така со негативна енергија, со немање чувство кон својата мајка Македонија, абе луѓе, дајте малце надеж. Господ рекол, имајте надеж, имајте љубов, имајте вера. Народ без вера, без надеж, па и без љубов, велам во рајот да ги ставиш. Благодарам многу и ви честитам, еве драго ни е што на лично поле сте имале настан за паметење, тоа е нели да си го ожените внукот, колку што разбрав. Нека се среќни, сплотени во љубов и вечни заедно. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро и секако многу здравје, среќа и береке во новата ви посакуваме. Исто и вам и на сите слушатели и гледачи. Благодарам. Вака, па ќе одбележиме со вештачко опаѓање на инфлација.
Значи, некој ако сака да го не вреднува трудот, може преку парата да го инфлација да направи. Ама јас велам вака, луѓето се во заблуда. Има на тоа и решение, да ја одбележиме ова година со добро. Вака ќе направиме. Ќе направиме многу куќи за тие што немат, ќе работат, ќе има место, ќе има храна, ќе има се, ќе го дадеме за пари, ќе им го земеме на оние што имат многу пари и што сакаат даноци, ќе им платиме данок, оние пари што ќе ни останат вишок, ќе им ги дадеме на златарите, ќе им го купиме златото, до година па што ќе произведеме, што ќе го дадеме, парите ќе ги собереме и ќе ги платиме во злато на тие. И ќе имаат злато, пари ќе немаат. Така ќе бидат порадосни. Зашто кога гледат злато, многу ќе бидат и со злато ни почнаа да ни плаќаат овие. Значи, замислете, без храна, без облека, дали можеш? Благодарам многу за вашето учество. Подсетувам само, внимавајте на тајмерот, 90 секунди едно јавување, гледачот ќе му посакаме секако се најдобро и 2025 година и генерално за сите граѓани да биде година која што ќе пометиме по само убави настани. А еве Игор Јанковски, кој што и редовно нели учествува преку коментирање и споделување на Facebook на профилот на Црвена линија. Заследете не, продолжете со коментирање секако. Еве што напишал. Здраво. Прво поздрав до екипата на Црвена линија. Игор, те поздравуваме и ние секако, ти посакуваме се најдобро во новата. А со што овозможувате граѓанска дебата на различни општествени и политички теми, како и теми што директно се во полза на граѓанскиот јавен интерес, а со што народот го кажува својот став за темите што се пласираат во вашата емисија. А верувам дека истите размислувања допираат и до оние кои треба да го слушнат гласот и размислувањето на обичниот граѓанин. А благодарение на конкретни емисии како вашата, кои ги сметам како одлични емисии, благодарам Игор, во кои се анализира пулсот на обичниот народ, што е придобивка за едно современо и демократско општество. Што се однесува до изминатата 2024 година, истата според мене ја одбележа на политички план трансферот на власта во нашата земја, а посакувам оваа година се најдобро за целото општество. Посакувам прогресија и напредок на државата и општеството, а сум убеден и оптимист дека годинава ќе биде одлична година за државата и за сите нас на индивидуален план. Ви посакувам секој добро на сите вас што ја анализирате Црвена линија и продолжете така. Поздрав. Поздрав Игор уште еднаш до тебе. Ајде да видиме останатите што ќе кажат. Добро вечер. Добро вечер. Ви посакувам многу здравие, да ви биде успешна и полна радости. Ало? Ви посакавме се најубаво во новата, ве слушаме, почнете. Ланската година ќе обележиме со промената на власта. Значи си ојде едни, дојдеа други, како дојдеа и одма почнеа со дојдеа со четки, ги употребија четките уште одма, удрија по му ветија на образованието, ништо од та работа, му ветија на пенсионерите и исто така на полојна ја следуја цената, ветија корпа за школски материјали, закасни во октомври стигна та корпа, ветија друга корпа за некои цени таму, ништо не, и последната корпа сега, та веќе мајката ни се заплака од неа, не знаеме која река да ја фатиме, така да ова 25-та година, во 25-та година влегуваме со високи цени, со висока инфлација, мора да има висока инфлација, не може. Тие нека си прав, таму е сапијана, инфлацијата мора да биде висока.
Сега, сето тоа е направено, бидејќи фирмите се нивни, на ова власт се сите фирми. И Кам Маркет, и Тинекс Маркет, и едно друго, сето е тоа ВМРО-ско, така да... Благодарам многу. Ви посакуваме секако уште еднаш многу берекетна и успешна година и на лично поле, а секако и на сите нас во земјава. Ке потсетиме дека настани кои што ја одбележаа црвена линија во изминатата година беа тогаш кога зборувавме совест за отворен Балкан, за измени на изборниот законник, 10 дена хируршки сали под клуч, дуи во опозиција, балансерот во историја, новата антикорупцијска комисија со дипломатски пасоши и нови возила и акцијата помалку трошоци, повеќе за тебе, се грижиме. Добро вечер. Здраво Телма Мелма, здраво Тина Фина. Поздрав до вас, да ви посакаме да ви биде убава година. Среќна нова година за многу години. И да сте ми здрави и живи и да биде берекетно. А настан кој што не можете да го заборавите од изминатата година во Македонија? Не, да не можам да го заборавам најсветол настан после експертската влада е доаѓањето на ова домаќинска влада. Точка. Да сватате еднаш тешките демагози што шират тежок песимизам. Тежок. И барам ова 25-та, најголема моја желба, значи пред да се среди со нормален суд, да овие демагози да прекинат да се јавуваат ова 2025-та, да остават домаќинската влада ова година. Секој од гледачите, граѓаните си имаме право на мислење. Да се фокусираме на настани кои што вас ви значеа во 2025. Кажав за 24-та јас. Најсветол настан доаѓањето на домаќинската влада, која ја очекував. Клучно ќе биде да се среди државата, мислам ќе го извршат, за нормален суд. Обвинителство не е проблем. Имаше специјално обвинителство, кога немаше специјален суд, се знаев дека нема ништо да биде. Нормален суд, страф од казнивост, пресуди со конфискација, ево со груби да почне да ја завршат, конфискација, ке се влези Али Ахмети и сите, и ревизија на злосторничките контраправото пресуди. Ревизија. Без ревизија, не. Благодарам многу, ве поздравуваме и секако уште еднаш подсетуваме и ви укажуваме да бидете здрави, среќни и берекетни во новата. Што одговорија инстаграмџи, оние кои што не следат, ако не сте меѓу нив, заследете не веднаш, учествувате во утрешната анкета. Денес на прашањето дали 2024 година за вас беше под А добра. Интересен резултат, онака како што одговорија на лично поле голем дел од гледачите. Добра под А одговорија 50%, под Б лоша 50%. Слободно ќе кажам нерешено, што значи и така и така. Како и да е, сега ќе ги погледнеме рекламите, а потоа се гледаме јас и вие повторно во студио. Ја мислам дека може да се почнам. Комши, како сте? Комшик е неверојатно добро. Сега ќе видиш како сме, а Бога ми ќе имаш можност и конечно да почувствуваш. Па ова звучи предизвикувачки, че ме сочувства. Многу, Комшик е, многу. Ја имам едно прашање до Стопанот Ненат на таа куќа, дали во оваа година ќе ме кара, ако случајно спомнам дека има убави гости. Траум имам да најавам како гост. Ако ни откриеш. Имаш можност да откриеш кои не се гости. Добро. Ајде, почни. Јас да откријам? Да. Па јас си се заќутев. Вака, драги почитувани мои, прво ќе ви се заблагодарам што бевте дел од оваа црвена линија во среќна среда. Мислам дека нема ни да бидете разочарани, затоа што многу ми е драго што ќе имаме можност да најавиме една прекрасна гостинка која што редовно ја гледате на Телма телевизија. Особено сите вие кои што сте загрижени и сакате добро да сте информирани за своето здравје. Марија Танасовска, а до Марија Танасовска ќе стои оваа Тина Таутовиќ. Уште една прекрасна колешка која што секој ден ја гледате. Така е. И со мојава колешка која што денеска слави роден ден, ќе направи